Од срцето на градот и овој викенд раскажуваме нови скопски приказни. Со вас, Катерина Тодевска-Спасич. Пример за уште една нова приказна во Скопје, але. Навиваме и овој пат за Скопје, а кој ќе биде нашиот денешен соговорник, дознаваме за кратко. И сега дознаваме кој ни е следен соговорник во Скопје, але, ве молиме, представете се. Ви благодариме, добро дојдовте на најубавата и најпрекрасна емисија Але со Кате. Така беше? Yes, Скопје але. Скопје але. Така. А вие сте? Јас сум Сања Стојковска. Се чувствувам како на радио да треба да се најавам. Ете, супер. Да, и се најаваш вака секогаш? Па зависи како ми е денот. Да. Обично звучам најрасположено, а не дека секогаш сум, ама да, обично кажам јас сум Сања Стојковска, вие сте на Сити, добре ни дојдовте, најновото издание на Сити кафе. Ао. Така некако би звучало. Какво кафе пиеш во Сити? Најгорко на целиот свет. Кафе и вода кате. Кафе и вода. И па кога ти е животот благ. Така е, бе, Сањичка, Нели така е, да. Врзана имаш приказна со Бирајт. Ке ни раскажеш? Да. Па да, многу интересна приказна е дека јас всушност кога ме барате на социјални мрежи, кога ги барате Бирајт, го слушате мојот глас кој што ви дава инструкции како да закажете возило, како да се пријавите, како може да платите. Епа, тоа девојчето што зборува позадина. Сум јас. Може да ја чуеме, Сања? Ајде. Ајде. Сега ќе ни телефонот треба си го само најдам. телефонот. Да, телефон. Многу интересно излегува тие видеа и мислам дека добра соработка имавме со вас и ќе имаме, мислам дека повторно. Еве ја. Слушате само. Како да закажеш Бирајт возила? Замисли. Многу лесно. Многу лесно. Апликацијата автоматски те лоцира. Опа, значи те лоцира? Како што не лоцира? Крајната адреса постојат две опции. Две опции? Опција 1. Внеси ја твојата крајна адреса. Си пишуваш адреса. Добро. Која ти е адресата? Опција 2. Козле. Кликни на Козле. мапата и Добро. постави го пинот на посокуваната Мата крај. адреса. Опа, пин поставуваш, добро. Самите наоѓаат, бе, не мора да ги најдеш. Да, бе, да. Бирајт возило и кликни на Book Now. Многу интересно. Пресметана е вкупната сума за наплата, а ти сам го бираш начинот на плаќање. Лесно и едноставно. Ти платија, Сања, нели? Немаше да бидам тука. Немаше да бидам тука ако не ми платија. Знаеш дека тоа така функционира. Така е, близко сме до нашата следна дестинација, тоа е Пилистар, каде што ќе го направиме вториот дел од приказната, кога сме кај Скопје. Го сакаш Скопје? Најмногу на целиот свет. Знаеш дека мојата емисија на радио, таа што ми беше 13 часот до пред некоја година, се викаше Скопје живее со Сања. Кате, значи родени сме една за друга Па, емисија. вистински соговорник си имам. Да, Скопје ми е Добро. омиленото место каде и да одам, најклише звучи, ама многу сакам да се вратам дома. Секогаш. Дома Да. е Скопје. Најубаво ми е. Топ. Одиме у Пилистар. Одиме Пилистар. И Сања пред Пилистар, Убаво вака. убаво, нели? И денот се погоди. Се погоди време малку вака да стигнеме. Да. Како што да дишеме малку. Да. Вчера кажи ми на тоа невремето беше у Карпаш? Со кај да видам кај да суме наоѓа на времето, не разбирам. Не, значи Осе друго и мене ме најде невремето. не разбирам, не ми е јасно. Што правиш за невремето? Па бегам се, кријам под некои гаражи, во молови влагам, не знам, нешто правам. Не друго, повеќе ми е страв за колата. За колата мене вака и најстрашно. така. Да. Колата е страшна. Страшно, да. Да, ама добре ќе преживеем. Как во Скопје го сакаш најмногу? Скопје многу е клише ако ти кажам дека Не. во секој период го сакам. Не е Си клише. имам секој период така ми е убав. И Максим кога расцветува, и во зима кога еве на времето кога ќе завееше снег, нели, е многу убаво. Освен кога треба да возиш. Го сакам и во есен, ако изгледа така како што изгледа, шарено е некако ми убаво е. Во лето го сакам можеби најмногу, само да не е толку многу топ. Да не е 40 Да. плюс. Јас сум пролетно дете, пред Да. лето родена, и најмногу се го сакам тој период, ама Скопје
И си има убавина во секој дел од година. Скоро си има. И си го сакам. Да. Во Козле, каде точно во Козле си растена? Во Козле сум на најглавната улица. На Улица нај. Козле, да. Улица Козле, да, сите знаат, сите поминуваат. Да, да. Многу ја сакам и само не ја сакам кога ќе се поплави од дождовиве. Стварно. Да, и тоа веќе не знам на кого да се обратам, дали е општината, дали е градот Скопје, еве можем вака јавно да кажам, да превземат нешто, пошто немам чамец уште купено. Леле, атмосферска нема. Нема атмосферска карта, ама џабе, ништо не постигнувам. Значи, Нека пливате треба таму. таму да се направат некои реконструкции, да. Пливаме константно, под страв сме секој пат кога ќе се наоблачи. Да, не е баш пријатно. Иако Козле е многу убава населба, да не се разбереме погрешно и не знам дали знаеш, во лето на пример во Козле секогаш на таа улица конкретно бидејќи сме подводно, тој дел целиот тука е за некои 2 до 3 степени посвежо, Одлично. отколку во Тафталиџи и така натаму. Во зима е поладно, да. Во куќа си или во зграда? Бе во куќа, сега поново сум во зграда. Во зграда. Да. Што значи живот во куќа во Скопје, а што значи живот во зграда? Живот во куќа е животиште. 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 Добро. Да. Дете растено во двор, нема муавет. Да. Не можам да кажам дека има некоја голема разлика во моментов, бидејќи станот кој што сега го имаме во Козле има тераса од 60 квадрати, прилично како двор. Да. Така да не се осети многу таа транзиција, ама пак, живот во куќа е живот во куќа. Да, кога си живеела во куќа во периодот на детство, веројатно, Да. колку другари има таму и другарки во тој дел на Козле? Многу. Да. Многу. Мислам дека не можам да ги избројам на две раце. Зборувам сега од сите тие што сме се дружели, што сме се знаеле. Јас сум и повозрасен брат, постар брат. И они ми биле на некој начин и другарите исто така. Имате, ние бевме, например, од целата улица, тој дел кај мене, тој дел на Козле, таа улица, водевме на школа, основно, и бевме некои 7 девојчиња и една по една се викавме секоја сабајле, за да идеме на школа си заедно. одиш и викаш другарки. Да, и си добро. бевме тука некоја генерација плюс минус и имаше многу убава дружба. Сите во куќи живеевме, се дружевме пред дворови, на игралиште во Козле, во Што паркчето. се играше? Леле се. Памтам дека игравме брза десетка. Добро. Да се игра со топка и се фрла топката на зид, па се брои до 10 се прави, не знам, раце горе, раце позади, па да ја патиш топката. Има некои многу ситуации, игравме плочка, игравме ластик. Игравме со џамли едно време. Не знам, не памтам, многу работи игравме. Ама не се прибиравме долу. Да. Се прибиравме кога ќе почне да се стемнува. Немавме нели телефони, него се прибиравме кога ќе почне да се стемнува. Така изгледаше тоа. Така изгледаше тоа. Со колку од тие другари и другарки си се уште во комуникација, се дружиш? Има ли некои такви пријателства од мали ноза? Па види, една од другарките, сите тие девојчиња кои што живеа на таа улица, сите се некаде сега одселени, преселени, или која е останата тука, дека се дружиме константно како тогаш, не бидејќи секој си фати свој пат, ама дека се слушаме понекогаш и дека се гледаме, тоа е така. Да, може да направиш една оваква заедничка, например група Група? Козла. Да, Улица може и тоа Козла. да го направам. Знаеш дека не ми текна. Добра идеја ти. Ева идеја. Да, не ми текнало. Козли да се собирате таму. Брза си. десетка. Брза десетка. Дека сега групата, да. Се гледаме. Не многу често, сега така е како што е, нели, брзо време на живење, ама се гледаме и знаеме некогаш и кафе да испиеме и да се изнасмееме ака на муавет и што сме правеле, како сме правеле. Интересно, тоа ти останува некако. Така е, да. Во однос на тоа што сме правели и како сме правеле, тоа беше малку безгрижно, да речеме, време од ова сега. И во однос на тоа дека на улица можеш така без, да речеме, никаков страф од, не знам, Да. секакви работи што се Кај нас на случуваат. улица Козле секогаш имаше страф од возила, бидејќи е главна улица и многу брзо се вози секогаш. Мада пак да, во право си имаше некој по-безгрижен живот. Значи, нашите ќе не пуштаа во парчето тука, исто во Козле, кое што е спротив од Тафталиџи, таму пораснав. И нема некоја грижа, знаеш, доколку имаш излез, си доаѓаш дома, соде си одевме пешки. Да. Нешто што денес искрено на мене на мои години малку ми е страф. Некогаш пешки додам. Искрено тоа време, а тогаш не е било страф. Некако поразлично, по-безгрижно, по-безбедно беше. Дали, не знам, претпоставувам времето си го носи своето, не знам. Така е, да. Кај учеше? Да пијам кафе? Може. Во Владата Сески. Владата Сески. Најубавата школа. Да, Владата Сески и сега е школа која што создава убави кадри. Да речеме дека внимава на тоа да децата вистински се воспитуваат и образуваат. Дека ние бевме многу мирна генерација. Владата Сески беше така училиште каде што едноставно не учеа и основата на се што денес знам и од таму. Тоа можам да го кажам отворено. Имавме на ситуација, нели 8 оделение, 14 години, ти сега нешто многу сме јаки. Добро. Во животот и последен пат пробавме да избегаме од тест хемија. И каде толку многу не знаевме да избегаме, што избегавме во парчето соседно до школата.
Да не ви најдоа. засита. И ве Не најдоа. најдоа наставничките, не најдоа и И? не вратија назад. И правите тест? Другиот ден. Те Ама толку не знаеме бегање. да избегаме, да. Тако беше училиштето, некако немавме не гледавме да избегаме, туку навистина учевме. Колку и да не се сите предмети омилени, некако има некој добар пристап наставничките и беше баш едно интересно време. Потоа во ГУЦ стигна. Како стигна девојчето од Владотесовски во ГУЦ? Сега пред да почнеме ми кажа, па не неверојатно. Здравко Цветковски. Па има гимназија ГУЦ, не знам дали знаеш. Да. Добро. А јас и моите фикс идеи во животот, каде сакам да учам. Не, ти убаво си сакаше да учиш. Да, порано пеевка и запров во хоровите негови, 8 години. И мојата идеологија беше дека треба да продолжам во музичко на соло пеење. Добро. Арно, ама тоа време нели беше муабетот, ама што ќе правиш со соло пеење, па нема да имаш работа и така натаму и така натаму. И добро ќе одам во гимназија, а имав некоја фикс идеја дека сакам да јас сум човек кој што многу мразам рутини. Аха. И сакав да сменам средина. Се да смениш. Да, а така? од Владотесовски секогаш децата оделе или во Карев или во Ѓорги бидејќи ни било најблиску. И јас едно време реков не сакам ни во Ѓорги ни во Карев, каде сакаш не знам. И татко ми еден ден ми се јави и ми рече јас ги дадов твоите документи во ГУЦ затоа што е втор уписен рок, ќе изгубиш време, нема да те запишам во школа. Ти почни па ќе видиме. Леле. И да, и мора да признам дека кога отидов првиот ден, Не, баш првиот ден раскажете бев му. забезекната. Мора да бидам искрена, бев забезекната. Че влегувам првиот ден во школа, во дворот на училиштето, нели? И кате од третиот спрат на школото фрлат клупа. Таман си Избезумена доаѓам дома, му викам ти дали си нормален? Каде си ме запишал? Ти сакаш јас таму да загинам? И тие драми завршија следниот ден кога веќе си најдов друштво и така натаму. Денес има многу луѓе од таму кои што си ги запознав и се дружиме и ден денес. Има супер професори, интересни професори, дел од нив ги испративме во пензија додека учевме. Јас држев говор додека ги испраќавме во пензија. Замисли. И имав прекрасна класна. И некако таа приказна почна многу спонтано и мислев дека ќе загинам, ама заврши супер. Одлично заврши. супер беше. Одлично беше. Да, добро. Не е тоа дека само мажи имаше, така и жени и женски и машки имаше, така, да. пошто гимназија велиш. Гимназијата, да, Да. во стручните имаше, мислам дека Повеќе повеќе мажи, мажи, да. да, отколку девојчиња, Да, ама во гимназијата бевме и момчиња и девојчиња. така е. Имаше мешано. Како да е приказната на радио? Па, види, еден ден Случајно се најдов во кафич, се Да, вика. се најдов случајно во кафич, како и секогаш. Викса беше на една маса, јас на друга со другарка ми. Беше празно, беше наутро. И јас, како што ме дал Господ, не застанувам со зборење, нели? Добро. И Викса на време како го спушта весникот од другата мајка, вика, извини, девојче, каде работиш? Викам, на еден портал. Те слушаат ли таму како зборуваш? И викам, не. Милион пати ја раскажам приказна. И вика, аха, сакаш во радио да работиш? Тогаш Сити радио има аудиции за нови луѓе, ама јас мислам дека треба да имаш некое посебно познавање. Да. Меѓутоа тоа не можеш да го научиш никаде на факултет, радискиот, нели, просвет. Така е. И дојдов на аудиција во Сити радио, па некако условите прво не ми се допаѓа, па ги одбив условите. Се вратив на работа и следните 6 месеци ми беа најтешките во животот кога сватив дека не сакам да сум таму каде што сум, корпоративна работа во канцеларија по 8-9 сати. И еден ден сајф на газата и му реков јас не сакам дека да работам тука. Се јави во Сити радио, важи ли уште понатаму, ми реков важи. И така почна целата приказна. Јас немав ни 12 години кога почнав. Да. Како се учи? Се учи ли таа приказна? Кој најмногу ти помогна во учењето? Да речеме, Викса и делот тимо тамо веќе беа искусни, да речеме, Марга и така натаму беа искусни радиоводители. Сите учат, знаеш, некако секој си има своја улога во учењето. Јас почнав на клуб FM со Марга и бев првите 6 месеци таму со DJ Бранчес. Добро. И се префрливме на Сити заради тоа што на 19 години музиката на Сити беше поблиска отколку на клуб. И на Сити после ме превзема Цаци, со Цаци почнав да работам, Дани, Дела, DJ Боби, сите беа некако поддршка, знаеш, тимски, DJ Бабура беше тука, јас сум DJ Бабура, водев емисија исто прилично долго време и некако од сите имаш поддршка. Еден те учи техника, друг те учи снимање, Маријана која што ни е копирајтер и која што ни учи на читање реклами, на изразување. Тогаш зборував многу брзо, ама неразбирливо. Денеска фала Маријана, зборам разбирливо. Мораш да ми кажеш тогаш што значи тоа да зборуваш разбирливо и како се учи тоа? Како? Се оди на часови или се оди на некакви има неколку техники, има неколку техники и финти кои што ги учиш, ама и
Например, за да научиш да читаш, да речеме, вести на радио, музички вести, сите вести се различни. Да. Музички, филмски, спортски и така Така натаму, е. и сите имаат различна интонација. Мгм. И јас кате ги памтам и ден денес, двата наслови од првите мои музички вести. Си памтиш? Да, Добра. бидејќи ги читав 2 сати. Два наслови кате. Да. Jay-Z и Beyoncé ќе имаат дете, Coldplay имаат нова песна. За 12 години јас ги памтам двата наслови. Немој да сте дошле во радио да учите да ми кажете многу ми е. Многу ми е лесно. Денес ги памтам, да. Така се учат. Да. Повторувањето е мајка на знаење. И 2 сати Да. ги повторуваше? Само насловите. Значи не е вестите после дојда. Леле. Прво насловите да ги научиш да ги читаш, да. Па сега радиото е техника на говорење. Гласот, да, треба да ти е нели радиофоничен или барем да препознаеме дека може да работиме Да. со тебе. И се понатаму е техника на работење, на учење, на вежбање, многу вежбање. Јас првите година дена во радио доаѓав секој ден по 12 сати. Да учам. Да, доаѓав секој ден од 7 сабајле, останував 7 вечер. Сите емисии да ги слушам. И во еден период се што слушаш на радио правев јас. Музички, филмски, спортски вести, сите топ 20, Мактоп Епа после листа. 2 часа читање на вести. Да, се правев се. Се што ќе слушаш. Дома се правев. довежбуваше потоа кога ќе Да, дојдеш нели да, да ги прочиташ тие работи. Читаш вестник. Аха. Вестник На книги, глас. читаш на глас, да, се учиш. Ние кога почнавме во радио, мислам дека тај МК не постоеше уште. Не сум сигурна. И ние правевме тогаш читавме вестници. Да. Беше интересно. Доста забавни времиња, мора да признам. А што Забавно. значи таа магија на Сити радио? Нели врзано и со нашата приказна, да речеме тоа е скопско и ова е Да. скопски приказни за Скопје од Да. луѓе кои што се скопјани. Па, Сити радио е Скопје. И секогаш кога кој да дојде во радио, секогаш кажам Сити радио е Скопје и тоа така било и ќе остане бидејќи 21 година, ако не се лажам, сме веќе 22 година Во поред, етер. мислам дека сме во етарот. И сме докажано нели број 1, ама не сме докажано број 1 заради тоа што сме имале најмногу реклами, туку заради тоа што сме поставиле една екипа која што долго време трае на радиото. Од време на време се освежува таа екипа секако, ама тоа се докажани професионалци кои што си ја знаат својата работа. Од друга страна го сакаат радиото, затоа што секогаш кажувам радиото или го сакаш или не го работиш, многу е просто. А од друга страна мора да се човек што го живее градот. Кога Што работиш- значи тоа? Што значи еве да им објасниме на луѓето? Па Што да си секако треба да го секогаш. знаеш. Треба да го знаеш Да, Скопје, треба да го така? знаеш Скопје, треба да го знаеш секој ќоша, да ги знаеш секој местенце кој што се отворило, секоја култна изложба, галерија, помалку позната, повеќе позната, да препознаеш нешто што може да стане хит, да го презентираш на радио, да им помогнеш на младите скопски луѓе, па и луѓето кои што доаѓаат во Скопје да се презентираат кога имаат нешто да покажат. Треба да си најпросто кажано роден на овие улици овде. Како што сум јас родена на улица Козле, да си роден во Скопје, да си живеел тука, да излегуваш тука и да го живееш духот на градот. Да. Како кој во тоа шетање низ Скопје веројатно, нели барајќи што е она интересно, што треба да се стави во приказните на радио, кои делови од Скопје ти се баш волшебни? Многу често знам да го возам водно. Водно. Да, цело водно. Водно. Вау. Водно ми е, дури кога положив за кола, Ама да го возам. Да, Не да. да одам пеш. не, цело да го извозам. Како Цело. да го извозам? Од Водњанска се качиш до Нерезе се симнеш. Цело водно, да. вау. Омилено ми е. Омилено ми е, тоа ме опушта многу. Аха. Ставам во 11 навечер. Само од кај Пантелеймон да завршиш тамо. Да. Леле, сме возели еднаш на снег, тоа е страшно. Тоа страшно е, да, кога си дете растона во Козле, кој што му е блиску Пантелеймон, да, веќе си научен. Да. А јас сум некако многу голем љубител на автомобили и на мотори. И ми е предизвик. Водно многу сакам да го возам и многу сакам да седам на водно и да го па се да го качувам пешки многу не. Ама окей. Ако морам, добро. Ако морам, добро. Парк може би стариот дел на парк би го издвоила, ама не и овој другиот, бидејќи многу ми е некако гужва. Ужас. А инаку сум го сакала и сум излегувала таму кога сум била средно. Кој не излегувал во парк? Не знам, дека мало е убаво да го шеташ пешки навечер. Јас многу често кога е потопло, кога е убаво времето, знам да шетам од Козле до аеродром, на пример, пешки. Пеш. Да, пеш да не застанам, се ставам слушалки на мене и си пешачам и ми е многу убаво. Исто како што возам автомобил, така ми е убаво и да пешачам. Не знам што би издвоила. Сега не можам да ти кажам за маđари, во маđари стварно не одам. Да. Кога имам работа одам. Да. Ама тоа се некои пак делови од Скопје кои што така мене ми оставиле белек, сум растела таму. Паркчето Козле ти го кажав, тоа е Да. нешто што секогаш ќе го издвојувам. Каде и да се преселам, таму ќе се вратам. Сега поново најново се селам во центар, ама не си го оставам Козле. Еви новата сала ми е во Тафталиџа.
Така. Нема Нема. бегање од таму. Тука морам да сум Да. тука. Прва љубов, таа не ја спомнавме. Што се Некој смееш? дечко веќе гледа. Не дека не знае. Е, па чим знае, можеш. Таа љубовта ќе гледа, знае. Да, ќе ми пише порака после сигурно. Гарант. Првата љубов. Да. Не знам дали беше љубов, беше симпатија секако. Симпатија, добро. Ти тогаш си во некоја заблуда дека ти е љубов. Мгм. Не беше од мало. Од мало. Да, не ти кажам од каде од мало. Добро, ќе ти знаат кога сите. знаеш кој е. Не, и некако, и знаеш што е интересно, што си останавме неостварена љубов. Си останавме неостварена Сериозно? љубов, да. Е, па таа, за тоа ја памтиш, се Ама памтите. да, ама денес па вака баш се видов пред некој време викам, како си можел ти да ми се свириш? И многу се смеевме на тоа. Мислам сега сме супер Да. другари, ама тогаш некако така на 14 години. А ти си му била љубов? Да, и тоа се сменија работите. Аха. Бидик беше постар од мене. Мене ми се допаѓаше јас кога имав 14, јас кога направив 18, јас на него му се допаѓав, ама веќе. Веќе време, пројде више, јас. Извини, Сега сум дечко, од ама Сити. Те молам. мислам, hello. Те молам се, таков градски лик. Океј. Да, ама сега сме супер другари, ама беше интересно тоа. И во тоа парче имаме седано нормално, не Да, зашто да, ме да. врзуваат некои Да, спомени таму. Да. Ама интересно е некако да. Се смееме секогаш кога ги се видиме тоа се смееме, ама тоа се поминати време. Да. Интересни за тоа време. Така е, Ај да. ти си немала симпатија демек тогаш тоа време. Си имала Ехе, се. 100. Не кажи на 100 телевизија. дневно. Не кажи на Се некој ти се допаѓа. Да. Ама и овој мис, ами и овој малку, и да. овој малку, и овој малку. Да, Беа да, тоа да. интересни времења. Така е. Кога сме кај Скопје, кога сме кај излегување, да речеме, рече дека си човек кој што нели Да. си била во кафичи, нели или Константно, во кафичи си константно. Да, тоа беа едни времења кога навистина многу се излегуваше. Веројатно го Да. фати ти тој период. Например, ја не се прибирав исто кој ти дома. Сериозно не се Многу е прибирав, време. ама јас знаеш што сакав, јас сакав кај што има жива свирка. Одев на такви места, да речеме Ван Гог, Маракана, Студио Уште Пап. си постојат Знаеш, маракани, да, што значи функционираат. такви живи свирки тука, вака да ти е бендот пред тебе и не знам Деов да ти свира Да, Кристијан да, или не. да, да, Мене да. ми било волшебно, тоа ми сум го сакала, со секој со својата. Има и денес свирки, ама мислам дека денеска е малку поинаку затоа што некако таа некоја култура на ноќно излегување во Скопје на добра журка како да се изгуби. И сега сме како расипана лента бидејќи константно тоа се зборува, ама јас работејќи нели се толку диџеи во радио и дечко ми е дел од скопските бендови, Да. така. Толку години. Кој ти е дечко? Не ти кажувам. Добро, ќе откријам. Своевремено беа Бета Хаус, Аха, сега веќе се по друго има, малку се повлечени. добро. Тоа се вика со годините на страна. А ти го најде вака преку Сити, преку така се најдовте? Не, Не. ние се запознавме сосема случајно. На свирка. Не. Не. Беше негов другар кај мене на интервју, па после бевме на кафе. Ти виков дека пак е Сити Па врзано со нешто, да, приказната? беше така, ама не знам, многу случајно, спонтано излезе целата приказна и ние што сме излегуваме месец дена на кафе, няма ништо не се случуваше. Аха, Само се дружев. другарски. Ама по 5-6 сати на ден. И дури мајка ми ме примети и ми рече, добра, кај си по 6 сати надвор? Викам, таму се шетам со еден дечко. А тој нешто тие не бе како не било. Викам, тој да ми е нешто и еве сега 8 години сме заедно. Пошто дели не бев заинтересирана, фала Богу. Ама супер, супер, сам онака. И тоа баш го дискутираме константно дека да се вратам на журкиве, Да. дека не недостасуваат добри журки. Има можеби 2-3 локали во Скопје, сега ајде да нели Да не правиме кажам, да реклама, не кажам да. реклама, да не правам. Добро си знаат, ме гледаат таму на Точно. журки, кои што знаат да направат добра Да. журка и кои што моиве диџеи во радио знаат да кажат еј, фала Богу, некој му текна да го врати малце подиумот на Скопје Да. со диџеи, со добра музика и така натаму. И они малку ми ја враќаат вербата. Инаку последниве години е Страшно. не добро. Не добро. Мгм. Не, мислам имавме ние се сеќаш дека тука имаше едно многу добро диско Да. на времето. Да. И тука позади нас, значи Така е. тоа веќе сега не постои. Добро, јас сум ги фатила и Мусандра, ама онаа Мусандра, старата Мусандра. Сега од Јас. војската не фатам младите, те молам. Те молам. Ме може тоа важи, ама не се јана. И за ова не е од војска, знаеш, се другите да важи. Слушни ме се, имам уште некои 4-5 минутки.
Толку? Толку бе, да, помина брзо времето. завршивме, добро. Јас сакам и да ме научиш некој чекор, не сум многу вична во тоа. Среќа патеки облеков денес. Да, ја немам патеки, ама добро, нешто као Аха, божински. Да. добро. Сакав да те прашам само уште тоа како тој дел на зумба поминува во Скопје. Јас знам дека одлично помина заради твојата братучетка која што ја тргна Да, приказната, никако па ти влезе во таа приказна, но колку Скопје знае за зумба? Па знае, за разлика од тогаш кога се појави зумбата кај нас, а тоа е добри 10-12 години. Знае, има препознава девојките, па и момците препознаваат што им се допаѓа. Често добивам коментар дека има многу убаво кога ќе заврши часот, дека се истрошиле, дека се исполниле со добра музика, енергија, забава. Кај си уште си овде Јосип Брос? Не, сега Не сум си? во Олимпико во Тафталиџе. Добро. И рекламата знаеш како е? И знаеш што е добро? Има и паркинг. А, Така ми е рекламата. и ја Тоа е читаш, најново. предпоставам ти. Да, јас и Дани, си разговараме. Добро, и да се вратиме кај Добро е, зумбата. добро е, да, добро е. Зумбата супер поминува. Настаните кои што ги правам, знаеш, оваа година, трета година пред ќе биде Така. You Can Dance настана, каде што презентирам нови инструктори, малку постари Што инструктори, ја работева? Пошла врна? или почна да врни, или некој само ги вади цвеќињата. Предпоставувам. Добро. Фала, супер ми дојде. И? Супер бидејќи се полни, станица 26 како клуб Аха. на почетокот можам да кажам дека малце беа скептични. Добро, И ама ми рекоа, сега? знаеш, само првиот дел ќе го отвориме. И после го отворија цел Цел. клуб, бидејќи беше полна. И тоа ми израдува многу, бидејќи тоа значи дека се уште ме заинтересираност, се уште девојките сакаат, луѓето сакаат. И сега третиот настан можам само да ти најавам, баш вчера имав еден состанок за околу Добро. настанот, кој што ќе биде во декември. Можам да ти најавам дека ќе биде ексклузивно нешто многу поразлично од сега. Па, супер, Не ти кажам ништо најава. сега. Ако, Ќе ако. слушнете на сите радио. Добро. Колку реклами имаш прочитано у животот, знаеш? Многу, Многу? многу. Не Која знам ти од била фрижидер излегува. највеселата реклама која сте ја прочитала? Таква, како кај што си беше? се смеела многу дека си ја читала. Леле, имав сега една, Ајде. ама сега една беше за нешто за долна облека беше. Добро. И ми нарача, ми рекоа мора да ја звучам еротично. Еротски, така Еротски, да, еротски беше, да. И? многу беше смешно. 12-13 години работам на радио, за Добро. таа реклама сите ми се ја. Сања, кога си почнала долна облека да продаваш, сите ја забележаа таа реклама, а јас Добро, не можев без да застанам брендот од само, смеа. кажи ми како беше, како оди рекламата? Како беше се лелеп, не ги памтам, каде денеска си ми спет реклама. Добро. Долна облека, само за возрастни. Мислам брендот, нели? Аха. Нарачај. И нешто таму, не знам како Добре. беше нешто интимно за задоволство. Само за вас двајца. А може и тројца. Ова јас го додадов, ама зависи не. Кога вака се смееме, више смешно да заврши целна, како беше тоа со предплатникот не е достапен и ајде полика да Тоа е стануваме. тоа што да сите што мислат дека јас сум го читала. Добро. Предплатникот не е достапен. Ве молиме, бирајте подоцна. А не сум јас тоа, ама добро. Добро го имам скинато. Да. Чекај сега. Чекај сега. Атанас ти следи, не? Ти ќе не Ние следиш, а ние полека. треба да направиме Ајде. нешто. Ај тука ќе застанем. Ајде. Чекате. Ајде. Клучната работа за зумбата е секогаш Добро. бидејќи има многу латино танци во Немој зумбата. само многу са, не претирува. Окей. Ја нема да не знам да Свиткај ги мрдам. малку колената. Да ги Малку свиткам. свиткај ги, да. Добро. И сега одиме на десно еден чекор, Добро. врати назад, па на лево еден чекор. Ова ти се вика салса кубана. Аха. Го има многу често во зумбата. Е Добра, сега, јас сум како скршена. ама не игра на оро, чека да ти кажам. Е сега, нема може еден оро. чекор, па идеме напред со лева нога, па врати, па десна назад. Добро, па врати. И малце опушти се, диши. Ајде, Окей, диши, иде добро. напред. Раз, два, три, четири. Раз, два, три, четири. Ајде. Раз, два, три, четири. Раз, два, три. Кате ти можеш и часови да држиш да ти кажеш право. обавезно. Раз, идеме на десно, два. може на десно право. Ајде. Ајде. Раз, два, три, четири. Раз, два, три, четири. Раз, два, три, четири. Раз, два, три, четири. Те молам, ќе паднеш, ќе се повредиш. Близко е тука болница, ама нема потреба. Слушај, уште нешто само за крај. Кажи ни, Скопје але се вика емисијава. Добре. За какво Скопје навиваш? За најубавото, за најцветното, за повеќе дрве за да дишеме, фала Богу, и за понасмеани луѓе малку на улиците ако може. Фала, Ви благодарам. Сања. Фала, тебе.